Јас сум Драгослав Андревски, тренирам во Кошаркарската лига Академија Баскет и препорачувам да гледате МТМ лига. Јас сум Ајтов Александар, тренирам во Кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате најдобрата МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Драги гледачи на МТМ телевизија, здраво и добродојавте во првото издание од 6-та сезона од проектот МТМ Кошаркарска лига за сезоната 2015-16. Во денешната емисија ќе видиме 3 интересни надпревари кои се одиграа во спортската сала Македонски херои. Ќе ги видиме децата од генерацијата 2003-2004 кои го одиграа првото коло во новата сезона. Освен надпреварите, ќе можете да ја погледнете и стандардната рубрика Топ 5 на најдобрите потези од ова прво коло кај генерацијата 2003-2004. Ќе ги видиме и најдобрите 5 потези во регионалната АБА лига и Кошаркарската Евролига, како и од предсезоната во NBA лигата. На крајот на емисијата ќе го најавиме и првото коло кај генерацијата 2002-2003. Останете покрај малите екрани во следните половина час, затоа што започнува 94-тото издание на МТМ Кошаркарската лига. Чест да го отворат првото коло во генерацијата 2003-2004 ја имаат тимовите на Академија Баскет и МТМ. Последните 10 минути ќе ги погледнеме најинтересните моменти од овој надпревар. Официјални суди од Македонската кошаркарска федерација се Бисера Јакова и Ирина Ивановска. Надпреварот започна доста офанзивно, а кошеви се постигнуваа и на двете страни од теренот. Почетното испитување на силите, кошаркарите на Илине го имаат почетното минимално водство по првата четвртина. Втората кошаркарите на Академија Баскет најпрво изравнија, а потоа и го превзедоа водството кое го зачуваа до крајот на овој втор период од надпреварот и на полувреме имаа пренос од 27-24.
Својата добра игра ја продолжи и во третата четвртина кошаркарите на Академија Баскет, каде одиграа безпрекорно во одбраната и не му дозволија на Илинден ниту еднаш да поентира во овој период. Па така Академија Баскет уште повеќе ја зголеми предноста пред стартот на последниот период од играта и по 3/4 Академија водеше со 32-24. Во последниот период Илинден се врати во игра, но сепак пресудни беа претходните две четвртини кога тимот на Академија Баскет ја направи клучната предност. Илинден ја доби последната четвртина со 7:6, но го загуби надпреварот со 39-31. Кај победниците со 11 поени надвор беше Никола Неделковски, 7 даде Игнат Иванов, а 4 Виктор Блажевски. Наградата од нашите пријатели Горска отиде во раците на Никола Неделковски од тимот на Академија Баскет. Јас сум Зоран Балов, тренер во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Трајковски Марко, тренер на кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Никола Николовски, тренер во кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет. Гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Митко Костовски, селектор на најмладите македонски репрезентации родени 99-2000 и тренер и собственик на кошаркарскиот клуб Квиско Баскет. А вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Јован Миловски, тренер во кошаркарски клуб Работнички и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Во вториот надпревар од првото коло во МТМ Кошаркарската лига, во генерацијата 2004 се сретнаа тимовите на повратниците во нашата лига, тимовите на Карпош Соколи и ФМП Академија. Во следните 10 минути ќе ги погледнеме најдобрите моменти и од овој надпревар. Кошаркарите на ФМП Академија одлично го започнаа надпреварот, со прецизни поени за кратко направија солидна предност.
Кошаркарите на Соколи брзо ги консолидираа своите редови и во вториот период се вратија во игра и до крајот на првото полувреме го достигнаа водството на ФМП и со поен предност 13-12 го завршија првото полувреме. Во третиот дел се играше изрането, но сепак кошаркарите на Соколи и во овој надпревар ја продолжија својата добра игра, ефикасноста во нападите и ја зголемија преноста во однос на ФМП Академија. Така беше и во последната четвртина од надпреварот, каде Соколи беа незапирливи и на секој можен начин го полнеа кошот на ФМП. Разликата на моменти беше двоцифрена, но во финишот на средбата ФМП Академија со пресинг игра на противничката половина успеа да ја намали таа висока предност на Карпош Соколи, но не и да ја достигне во целост. Така Карпош Соколи стигна до победата од 35-29. Кај Карпош Соколи по 8 поени постигнаа Томо Шалев, Јосиф Јаковлевски и Стефан Радински, додека кај ФМП Академија 10 коша постигна Дино Мурич, 7 даде Алек Петковски, а 6 Стефан Трајковски. Наградата од нашите пријатели Горска ја доби Томо Шалев од тимот на Карпош Соколи. Здраво, јас сум Војан Станосев и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Дарко Соколов, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Предраг Самаджиски, кошаркарски репрезентативец на Македонија, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марин Докудовски, гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Јас сум Синиша Аврамовски. Јас сум Јане Петровски. Јас сум Тони Гарчаров. Јас сум Димитар Мераковски. Јас сум Тони Симич. Јас сум Костовски Александар. Гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. И во третиот и последен надпревар од денешната програма се сретнаа тимовите на Лирија и Квиско Баскет. Во останатите 10 минути ќе ги погледнеме на интересните моменти од овој надпревар.
Кошаркарите на Квиско Баскет уште на самиот старт им дадоа до знаење на своите противници дека на овој надпревар одат на победа. Така и се случи, Квиско Баскет доминираше во првата четвртина и во одбраната и во нападот, па така за кратко време направи солидна двоцифрена предност уште во првата четвртина. Со иста игра и темпо, Квиско Баскет продолжи во вториот период, каде на паркетот постоеше само еден тим. Кошаркарите на Лирија промашија голем број на зицери, посебно од под кош и во првото полувреме. И очигледна беше оваа голема разлика по првиот дел. Кошаркарите на Квиско Баскет не застанаа со својот начин на игра и со исто темпо продолжија и во третиот и последниот период од играта. Кошаркарите на Лирија не беа во свој елемент и ова прво коло долго ќе го паметат. На крајот, Квиско Баскет славеше убедлива победа и стигна до првата победа во МТМ Кошаркарската лига. Кај Квиско Баскет со по 6 коена се истакнаа Јаков Јосковски, Милко Божиновски, а по 4 коша дадоа Даниел Камбески и Марко Марковски. Кај Лирија по еден кош дадоа Алтин Ахметај и Сумер Мустафи. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Здраво, јас сум Иван Таваковски, член на Кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Виктор Блажевски, член на Кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Матеј Дабевски, член на Кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Кико Брњарчевски, тренирам во клубот Киндер Мини Баскет, гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Ѓокица Ѓошевски, тренирам во Кошаркарскиот клуб Илинден, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марко Василев и тренирам во Кошаркарскиот клуб Борец, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас се викам Јован Александровски, тренирам во Кошаркарскиот клуб Квиско Баскет и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Матеја Стеков, тренирам во Кошаркарскиот клуб Квиско Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Следува рубриката Топ 5, каде ќе ги видиме најдобрите 5 потези од ова прво коло во МТМ Кошаркарската лига кај генерацијата 2003-2004.
'cause inside I'm slowly dying. Call me, don't you know that my heart is crying? Love me, 'cause inside I'm slowly dying. Call me, don't you know that my heart is crying? Гледајте ја МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. А како тоа го прават најдобрите, погледнете ги најновите топ 5 потези во оригиналната АБА лига, Евролигата и NBA лигата. Christina Aguilera. Oye mamita, dale que la cosa está arriba. Christina Aguilera. Oye mamita, dale que la cosa está arriba. Christina Aguilera. Oye mamita, dale que la cosa está arriba. Christina Aguilera. Oye mamita, dale que la cosa está arriba. Christina Aguilera. Oye mamita, dale que la cosa está arriba. Јас сум Маријан Лазовски. Јас сум Драган Василов Цевка. Јас сум Лазар Пуволски. Јас сум професор Александар Туфекчиевски, председател на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.
Почитувани гледачи, тука завршува и ова прво издание од 6-та сезона на МТМ Кошаркарската лига за сезоната 2015-16. Ние повторно се гледаме следната недела со надпреварите од нашата лига, која вие почитувани гледачи ексклузивно ја гледате на програмата на МТМ телевизија. Во следната 95-та емисија ќе ги видиме децата од генерацијата 2002-2003 кои ќе го одиграат првото коло. Почитувани гледачи, останете и понатаму со програмата на МТМ телевизија, а со новите кошаркарски возбудувања во нашата лига се гледаме повторно за 7 дена. Поздрав!